Трката за градоначалничка фотелја влезе во втора недела. Потенцијалните кандидати со предизборни програми полни советувања. Актуелниот градоначалник на Скопје и кандидат од редовите на ВМРО ДПМН Коце Трајновски во својата програма ветува реконструкција на неколку улици и изградба на нов паркинг во Шуто Оризари. Денеска тој најави намалување на градскиот метеж. Во мојата изборна програма и во изборната програма на градоначалникот на општина Газивоа, господин Тони Трајковски, значи ставено е проширување и реконструкција на булеварот Александар Македонски, значи овде од Агросервис или од петлята кај Агросервис, па се до средното училиште Боро Петрушевски. Вредноста е некаде околу 80 до 100 милиони денари. И со тоа сметаме дека ќе се реши сообраќајниот метеж во утринските часови во овој дел на општина Газивоа. Неговиот против кандидат од ЦДСМ Петре Шилегов во кампањата најмногу внимание посветува на враќање на зеленилото во градот, нови паркови и дислокација на панорамското тркало. Денеска тој советување до скопјани дека ќе ја врати функцијата и сјајот на езерото Треска. Градот Скопје никогаш не најде нити сила, нити средства, ниту волја да ова богатство кое што го имаме на неколку километри од центарот на Скопје биде ставено во полна функција. Новата администрација на градот Скопје, јас како градоначалник, ќе го ставиме во целосна функција, во полн капацитет овој капитален објект со јавно-приватно партнерство. Ќе изградиме пречистителна станица која што ќе ја направи здрава водата во езерото Треска. Додека градоначалничката битка на големо ја бијат острите опоненти од власта и опозицијата, другите 6 кандидати за нов градски татко речиси со скромни активности. Ѓорги Тодоров од НДМ, Најсија Селмани од БЕСА, Ванчо Шехтански од МОРО, Марија Џонс од Левица и Наим Бајрами од Алијансата на албанците велат дека се меѓу граѓаните, но досега не презентираа конкретни мерки кои ќе ги преземат доколку се од довербата.